Даночната дисциплина, а од друга страна и комуникацијата на даночната управа со даночните обврзници е дел од даночната култура, без која што едно современо живење во едно современо општество не може да се замисли. Зборуваме ова утро за исплатата на средствата собрани од Мој ДДВ, од апликацијата Мој ДДВ, односно од скенираните фискални сметки. Ова утро гостин на македонската телевизија, односно на емисијата Македонија на утро е Круме Јовановски, кој што е даночен советник. Добро утро, добре дојде. Добро утро, благодарам што ми давте можност да слушаме. Да, ова е една од битните теми, една од најбитните теми кога се работи за финансиите, нели, за паричните средства за обичниот граѓанин. И првото прашање е она што сакаат сите да го слушнат веднаш, а тоа е дали почна исплатата на средствата од Мој ДДВ. Па да, сакаме да информираме јавноста, односно граѓаните, дека е започната исплатата на Мој ДДВ уште од минатата недела во петокот. До сега се изгенерирани преку 424.000 налози за исплата до таа бројка на граѓани, која ќе се реализира до крајот на недела. Остануваат уште 50.000 граѓани кои треба да бидат за кои дополнително треба да бидат изготвени налози, така што нашето очекување е дека до крајот на неделата, односно во крајниот рок за исполнување на обврската за поврат на ДДВ, граѓаните ќе бидат исплатени со... Го наметнавте и второто прашање, дали се пробиени роковите, дали е секако што е планирано? Нема пробивање на никакво на роковите. Ние исплатата на Мој ДДВ се одвива во рокот 60 дена по истекот на кварталот во кој граѓаните скенирале сметки. Така што Управата за јавни приходи во редовниот рок ја исполнува својата обврска кон граѓаните. Како оди процедурата на исплата? Процедурата на исплата е следната. Значи, по поднесување на последната ДДВ пријава од страна на компаниите и физичките лица кои се регистрирани за ДДВ цели, се повикуваат податоците од корисничките профили на граѓаните, потоа Управата за јавни приходи врз основа на тие податоци генерира налози, ги доставува до трезорот и од трезорот парите се пуштаат во платниот промет. Дали каков е изборот на граѓаните во целата оваа процедура? Постои ли некој клуч на функционирање или сето тоа оди по случаен избор? Како се одвива? Значи, многу интересно дека граѓани имат најразлични спекулации за начинот и редоследот на враќањето на средствата. Меѓутоа, им кажеме дека нема некој особен редослед, значи иде по случаен избор, нема по азбучен ред, нема банки кои се преферирани, така да... Едноставно нема повластени и подредени, тука сето оди по случаен избор. Така. За колка, кажавте за кој број на граѓани се работи во однос на даночните обврзници кои што се регистрирани за Мој ДДВ? За колкава сума на пари се работи, колкава сума на пари треба да биде исплатена до конечниот рок? До конечниот рок треба да бидат исплатени околу 800 милиони денари. Значи, вкупниот број на граѓани кои скенирале сметки во изминатото тромесечие било 491.000, меѓутоа не сите ќе го добијат повратот затоа што некои скенирале, меѓутоа не го надминале оној праг на 50 денари кој е минимален праг за исплата. Секако тие средства ќе преминат како на дополна на следната нивна исплата, значи со следната исплата во следното тромесечие. Каква е даночната дисциплина на македонските граѓани? Па, секогаш може да се подобри. Значи, управата интензивно работи на посетување на обврските на граѓаните преку социјалните мрежи, со персонализирани пораки и така натаму. Во овој период, во изминатиот период ги посетивме граѓаните за исполнување на редовно исполнување на обврската по годишните даночни пријави и персонализирано и во јавност. Доставивме и опомени, така што набрзо ќе започне и за жал пресилната наплата на овие средства, така да пред да се започнат постапките за наплата, апелираме уште еднаш до граѓаните да си ги проверат своите годишни даночни пријави, да не имат никаква обврска, доколку имаат веднаш да ја платат и да се поштедат себе си од дополнителни
трошоци што настануваат во постапка на наплата. До кога е рокот за годишните даночни пријави? Рокот за редовна уплата на данокот е до 30 јули. До 30 јули. Како што реков, испративме посетување, остануваат некои 2800 граѓани кои што не си ја подмириле обврската. Така да Имаат простор се уште да го направат. Имаат се уште простор да редовно да исполнат својата обврска, понатаму продолжуваме со комуникацијата меѓу даночната управа и даночните обврзници е многу битна во едно современо општество, тоа го кажавме и во најавата, секако во консултација со даночните службеници со кои што разговаравме пред овој разговор. Колку е важно да комуницира државата со граѓаните? Дали може да го стори тоа преку апликацијата Мој ДДВ или тоа е само апликација за регистрирање и собирање на средства од ДДВ, односно поврат? Може ли нешто на тоа да се случи со апликацијата? Секако институцијата размислува да го искористи секој канал за комуникација со граѓаните, за јакнење на даночната дисциплина, за известување, за исполнување на редовни обврски, воедно и за да овозможи услуги. Навистина, апликацијата Мој ДДВ ко никоја друга преку апликацијата Мој ДДВ, ко никоја друга институција, управата за јавни приходи има уникатна можност да во овој момент комуницира со 500.000 граѓани кои повеќето од нив еднаш на 10 дена ја отвараат. Така да се размислува за можностите за унапредување на апликацијата, така да Добро, Круме Јовановски од управата за јавни приходи, данечен советник ова утро на тема исплата на средствата Мој ДДВ. Благодариме што одвоивте време и оставуваме на линија со УЈП, која што е битна институција во општественото живење во Македонија. Благодариме уште еднаш. Почитувани, тоа беше уште еднаш Круме Јовановски од управата за јавни приходи. Зборувавме за стартот на исплатата од страна на државата кон даночните обврзници на средствата од повратот со апликацијата Мој ДДВ, која што е почната, околу 500.000 граѓани ќе добијат поврат. Слушавте и сумата, оние што имаат под 50 денари, средствата им се префрлаат во следниот квартал. Почната исплатата ќе трае и се надеваат од УЈП дека ќе заврши до крајот на оваа недела.